Здраво на сите! Уште еден подкаст Марија во Америка кој што се снима во Македонија. Денес сме во близина на Крива Паланка и споделуваме една убава, необична и интересна женска животна приказна. За кого станува збор, гледате по најавната шпица. И еве сме назад во студио, односно нашето студио денес се наоѓа во The Countryside, во близина на Крива Паланка. Моја гостинка е Марија Дуда, македонка која што живееше во Њујорк, градеше кариера и беше доста успешна, но реши да напушти се и да се врати назад во родното место. Марија, добро ми дојде. Добро ве најдов. Како се чувствуваш? Како ти е по дома вака? Супер прекрасно, као што гледаш тотално различно од животот во Америка и во Њујорк, но е нешто што не исполнува епен. Напушти згради, напушти метеж, напушти црвени скали, многу луѓе, туризам, облакодери, високи објекти, куки, хаос. Дојде овде каде што има животни, штркови, кокошки, петлиња, коњи, базенче, мир, тишина, муви, значи има се. Да, сосема различно од Америка и што најинтересно, јас и тука немам ни телевизија, не гледам телевизор. Овде си во еден рурален простор, за разлика од Њујорк, кој што е многу урбан. Споредбата нема споредба, едноставно овде е мирот. Така, овде го пронајде мирот. Да, сосема спротивно од урбаниот живот во Америка, тука ни е буквално тишина, нема еве 2-3 куќи има само околу нас и едно 54 живот. И некој петленце овде кој што ќе ни прави друштво нормално. Да. Животни се ќе слушнете можеби некакви си звуци од животни, но сето тоа е добредојдено и убаво за да се слуша. Да. Марија, не секогаш беше овде, не секогаш го имаше ова што го имаш денес и не секогаш беше Марија која што е овде спроти мене. За да се изградиш во личност како што си, ти требаше многу работа, труд и енергија и поминат труд. Марија ни потекнува од Крива Паланка, така? Да, родена во град Крива Паланка, никогаш немав толку близок допир со село, освен на лето што не носеа мене и брат ми моите. И некако ова се роди сосема буквално спонтано и изненадувачки за сите околу мене. Така. Родена Крива Паланка, израсната во град како што рече, средно, основно завршуваш таму. Средно и факултет заврши во Скопје, така? Основно заврши во Крива Паланка. Што студираше? Средно завршив физкултурно и факултет за физичка култура, така да се беше поврзано со спорт. Значи спортски настроена секогаш. Имаше ли амбиции да работиш по струка во Македонија? Сакаше да се фокусираш на кариера овде во Македонија? Кога бев 4-та година, мораше да се помине оној дел на практичен дел за пред завршување на факултетот и ми понудија работа во самото училиште кај што држев пракса. Пробав да си го замислам животот во наредните 5 години, некако мислев дека не се пронаоѓам и сега знам дека права одлука имам донесено. Ја никогаш нема да се пронајдам во оној дел на просветители кај што се алудира сега повеќе на здрав живот и на се и во училиштата, но од секој сум сакала и сум имала претприемачки дух, така да во самиот старт продолжив со сопствен бизнис. Како замина за Америка? Твојата приказна животна од Скопје продолжува во Америка? Јас заминав како сите што заминуваат од Македонија Work and Travel виза. Така? 2009 бев прв пат во The Hamptons, близу Њујорк. И искрено да ти кажам, ништо не ми се свиѓаше. Добро. Тие 3 месеци ги изработев, 4-тиот грейс период него не искористив, заминав во Јужна Америка да шетам. Што не ти се допадна и што работеше? Не, работата ми беше супер. Работевме за Hamptons Житни. Hamptons Житни се оние автобусите што се познати во The Sex and the City, еве сега The Devil Wears Prada се појавуваат. Многу лесна ми беше работата, што идевме секој ден, носевме
луѓе Нью Йорк до Хемптонс, не беше тешка, се патуваш у автобус, кажуваш дека застануваш на 42 улица, 59-та и сите онака по авени. И тоа е, ама не ми се допаѓаше американскиот склоп на работи, дека се робови на работата. Немаат социјален живот, немаат некое си ниво на едукација и култура многу повеќе од само тоа што нели е во нивното обкружување. Јас тоа за мене беше несватливо. Ние од Европа кога доаѓаме колку сме едуцирани, колку сме начитани за сите работи, дури јас повеќе работи знаев од самите американци за нивната историја и за нивните работи што се околу Нью Йорк. И тоа ми беше несватливо и второ дека rushing, цело време нешто хасл, Брзање. брзање, поготово Нью Йорк, знаеш какви може да бидат руд, се со F-word, ама може би имав друг мајндсет и не ми се допаѓаше ништо од 2009-та, но затоа па 2011 кога се вратив, решив да си дадам шанси за да остана. Така. И Бев со друг мајндсет, викам чекај, мора и да има нешто тука да сите го обожаваат Нью Йорк, мене ништо не ми се свиѓаше, нешто пак беше во Хемптонс и вториот пат? во истата компанија, не менјам во истата компанија, но тогаш кога ми заврши период со работа со нив, останав во Нью Йорк, аплицирав за студентска виза и така да се пресели во Нью Йорк. И веќе друга страна од животот вртиш? Сакаш да студираш во Нью Йорк? Тотално друга страна и ми е мило што така се десија тие работи, затоа што мислам дека јас и во 2009 година не сакав да останам, сакав само да шетам и да видам како е, што е, не по секоја цена како што многу луѓе или многу млади заминуваат дека сакаат да останат. Јас никогаш и 2011 немав таков мајндсет дека сакам да останам, туку мене ми приоритет беше да ако останам во Америка, да бидам успешна, да бидам среќна и да го оживеам тоа зошто сум тука, а не да бидам цело време во трка со документи, као многумина, за жал, наши луѓе што имаат проблеми, или за не дај Боже па да не можам да си ги видам моите и фамилијата кои што останаа во Европа 10 години, кои што многу луѓе знам што се во Америка. Така. Тоа ми беше за мене несфатливо. И Нью Йорк, како ти се виде тогаш Нью Йорк? Прекрасен, некако ми се погодија картите, аплицирав за работа кај еден грк затоа што се пресели во Асторија. Асторија е грчки кварт во дел од Нью Йорк. Тогашниот газда имаше бифе во зградата на Раф Лорен. Почнав да работам таму и некако одма со на Fashion Avenue со луѓе, со познати, и ми беше прекрасно и во исто време зимав сертификати кои што сакав во случај да се вратам во Македонија и некако ми беше исполнето се, некако си го живеев онака баш животот како што сакав. Треба. Да. Спомна фешн, спомна Ралф Лорен, кои се запозна, кои се луѓе ги селебрити, спознати ги виде? Вера Венг, Добро. што да ја видиш живот онака буквално е толку down to earth. Франциско Коста секоја година тоаш ни носеше се за Крисмас. Франциско Коста е инаку директорот на Calvin Klein. И ни носеше поклони, дел од дизајнерите што работат за Ралф Лорен, многу модели кои што идеа на манекенки на фотошутинг. Интересно е што многу и кои ќе ги видиш некои луѓе, првично ако ги видиш и без шминка нема да ги познаеш, дали се например Вера Венг, немаше шанси ако не кажаа дека она нема шанси, што е многу едноставна жена, или Франциско Коста е прекрасен лик. Така да некои од тие луѓе ги гледаш и не ги знаеш кои се, ако нормално. Големите луѓе изгледаат толку мали, толку едноставни, толку така искуството ме научило. Да, еве сама знаеш, во Америка е сосема различно од кај нас тука, нели, ако си селебрити или нешто тука се крева голема фама, таму е напротив, они си седаат сами, се средуваат, што има да се средуваат, се многу културни, многу се окей. Многу фини. Да. Твојот живот продолжува во Нью Йорк, не е само одиш, работиш и се враќаш, туку креираш една приказна во која што го запознаваш и твојот сегашен соб. Да, се запознавме со Маурисио баш во Нью Йорк. Интересно што јас кога го запознав Маурисио ми личеше на мој професор во Македонија. И некако така му дадов број да ми се јави некако излеговме. И
И што ми се допадна е што он е од Чиле, од Латино Америка, исто како и нас, имигрант во Америка. И он работи со мода. И некако така кликнавме на некој интересен, убав спој. И еве после 14 години. Повторно заедно. Уште заедно. Уште заедно. Да. Баш сега го запознав Морицио и баш имам шанса да го прашам кога се подготувавме за овој разговор. Викам, Морицио, од Њу Јорк, од зградите, од облагодерите, од бизнисот, од се, од цел тој метаж, тука си со коњите, со магарињата, со кучињата, со мачките. И ми вика, знаеш што? Ја ова поише го сакам. Тоа вика таму, не. Ова ми е мене поубаво. Викам, кој каде се пренаоѓа, кој каде мој мирот, кој каде ќе си ја најде она. Он повеќе патува од мене Македонија Њу Јорк, моментално е тука, ќе замине сега за еден месец во Њу Јорк. Најверојатно она искуство и она во Америка, он е веќе над 45 години и има и живеано сите оние убави моменти, има видено се од Америка, така да затоа мислам дека Македонија му е убав издувен вентил на сето она што го има таму. Тоа ќе рече, баш издувен вентил. Да. Види, Марија, се запознаваш со чилеанец. Сосема различна култура од нашата, можеби на моменти блиска, но ете, не е од Балканот, не е македонец, различна музика, различен јазик зборува, различни и ова може да оди, само да не се степаат. Различна јазик зборува, различна култура. Како се најдовте? Како кликнавте? Како кликнавме? Најмногу заради тоа што гледа се, јас ја гледаш оваа страна моја со руралниот живот, но јас никогаш не планирав дека ќе се вратам тука. Јас го сакав Њу Јорк и уште го сакам Њу Јорк и она работата таму, ние и двајцата сме воркохолици, си обожаваме тоа што го работиме. Мислам дека преку Маурисио јас сватив дека многу е битно да го сакаш тоа што го работиш. И така некако кликнавме на сегмент во он е повеќе со мода, јас продолжив со спортска линија, спортска облека. И се надоградуваме можеби тоа што нашата разлика во годините го прави своето многу поискусен и со животно искуство и еве со живење во Њу Јорк, така да некако сме окей во тој дел на животот. Кликнавте, како што рече. Да. И како течеше животот таму во Њу Јорк заедно? Работевте заедно? Не работевме заедно. Јас почнав со спортски бренд, кој што се шиеше во Македонија. Он си остана да си работи со дизајн на накид. Сосема различно, не ми се мешаше во мојот бизнес, но ми помагаше кога ми треба совети, кога поготово со вработени тука и јас за разлика од него имам темперамент, он е многу посмирен, он разбирлив околу луѓето и се тоа, јас немав толку трпение, јас сум друга со животните. Она што те прави уникатна е тоа што тогаш си работиш на свој бизнис, си го тераш Њу Јорк. Баш имав можност да ти правам интервју околу короната, пред короната, ствари, док беше Њу Јорк, за тогашниот магазин Македонски Macedonian Social, во кој што искрено разговаравме за твоите успеси, за твојот бизнис, за тоа која е Марија, од каде ни доаѓа, зошто е успешна, како успева во Њу Јорк. Марија, што те соочи Њу Јорк во животот? Што се видете низ Њу Јорк? Како те искалеми до она што си денес? Јас на сите им викам, Америка е толку убава лекција, толку убава држава за да созреш. Пошто ние малтене на Балканот сме многу и можеби тоа од родителите ние не чуваат. Да не се мачиш, да не поминуваш низ некои етапи. Америка не е таква, сама знаеш и мора да се сложиш. Така, те пушта на улица и терај. Толку, да. И сега ако се снајдеш, поготово големите градови како што се Њу Јорк, Чикаго, не знам, Мајами, Лос Анџелес, кај што ти ако не си у оној хасел муд, ти се губиш. Тоа не е за тебе. Иди таму, не знам, апстейт, Бафало, негде си седи, си кулира, работи си у продавнички, тоа е тоа. Сега, јас мислам дека најмногу
тие градови, големи амерички, пошто и тотално е различен и системот капиталистички од Европа и од европските земји, Да. те прави или си за тука или не си. Нема, ама може би. Нема, да. Значи Ама го може сакаш би- брзиот живот, сакаш да бидеш предприемач. Треба ностоп да си up to date со све у животот. Не можеш сега ти да се базираш на некој нешто ќе ти помогне. Јас мислам дека тоа е нешто многу ми се допадна и тоа е што гледам дека кај нас тука фали. Кај нас тука луѓето се многу во комфортна зона за се нешто. Во Америка не е така. Да. А после колку време можеш и успеаш живеејќи во Њујорк да отвориш свој бизнис? Како течеше сета таа твоја приказна животно во Њујорк? Јас работев во Њујорк како личен тренер во Equinox. Работев после и како брокер. Личен тренер се пронаѓав затоа што тоа ми беше професија, но сакав нешто повеќе. Викам, цел живот сум со спорт, цел живот сум со нешто такво. Веќе сум во Америка, сакам да се надоградувам за, нели, да нешто нови Тај нешто друго. кариерни, да, предизвици. Се беше супер и со брокерството убаво се снајдов, но единствено не ми се допаѓа тоа што одмор. Никој не иде пред човече на одмор таму. 5 дена се само никој нешто нака. Јас пак сакав да ако доеш на Европа барем 2-3 недели да останеш. И решив дека сакам да имам сопствен бизнис, пак ти кажам, гледајќи го Маурисио како си го води сопствениот бизнис, како си го режира сопственото време, Те потикна. да. И направивме некој план, јас направив во кујната питчинг дека не треба да се има свадба, туку парите за свадба да се да се стават за нов бизнис на мене. Затоа што викам секако во Македонија ако се вратиме и правиш свадба, ти си дојден од Америка, треба да се покажеш, не можеш само рандомли да направиш, треба да се знае, а ние и двајцата не јадеме месо, и двајцата сме тотално друг животен стил. И Немаше свадба. Да, и немаше свадба, туку имаше пари за бизнис. Така. Паметно искористени пари, кои што Да. ете, тогаш беа успешна приказна за бизнис. Се случува корона, се затвара светот, ти си во Македонија. Тогаш доаѓаш Македонија поради што? Ја дојдов во Македонија затоа што бевме во Мајами на одмор и почна Европа да се затвара и ги читаш оние статистики и вести кај што нели луѓе лежеа во болница, сега Така, сме емотивни, да. в мојата фамилија сите се надвор, назад во Европа и некако сето тоа ми направи пресврт во главата дека сакам да се вратам во Македонија. Се затвара светот, вие сте на одмор во Мајами, доаѓате овде. Не, се вративме во Њујорк и гледаш дека Њујорк е тотално се затворено, некако одлучив јас да контактирам конзулатот наш, се спрема, организирам превоз, па се откажува работи, некако на крај испадна да си земам сама на себе одговорност, да тргнам. Конзулот наш во тоа време Александар Панев во Софија ги пречекуваше сите странци затоа што само преку Софија влегува. И така стигнав до Македонија со патешествие од 3 дена патување по аеродроми. Добро. Стигнав тука, завршив во државен карантин, како и сите, влагаш средина на март, негде, мислам дека беше негде околу 20 март. Ме фати законот и кога излегуваш од карантин и дома карантинуше 14 дена. И после тоа некако скршив нога во Македонија и мојата приказна тотално се менува од успешен предприемач во Њујорк со бизнис до личност која што е во Македонија со скршена нога, не знаеш од каде и што ќе прави. Немаше замисли кога доаѓаш во Њујорк да останеш овде, така во Македонија? Не знам што имав, Марија, во главата. Знаеш, од тој хаос само сакав да бидам дома затоа што знаев дека тука имам огромен двор, не сум у зграда, мислам дека јас да немаше да издржам во Њујорк. Кога ги читаш тие вести тогаш Њујорк Таймс дека минимум 2,5 години ќе трае и само размислуваш што сакаш. Свикаш јас во стан во Њујорк, Да. сама со сопругот. И сама знаеш дека се менува тогаш од ден на ден работите. Едни држави ќе ти дадат влез, други не даваат. Маурисио не можеше да дојде затоа што не беше само македонски држави не можеа да дојдат. Он немаше македонски документи. Ја викам окей, барем
Јас идам, неговата фамилија си е во Њујорк, во Америка, така да за него Немаше сите беа проблем. таму, да. Марија, што се случи, како скрши нога овде во Македонија? Јавајќи конј. Јавајќи конј, не беше конјот крив, едноставно се случи тоа што се случи по моја вина и завршив тука со у јуни месец и ме прогласи за ковид позитивна во болница, така да се деси во едно. Овде на ранчот кај што сме моментално, како што рече самата, имаш повеќе од 56 животни. Да, 54. 54. Доаѓаат, пресладки се, но пред да бидат толку, немаше никој овде. Не, имав само еден конј, тој што ми беше мојот конј, ми го чува во планина. Кога доаѓав од Америка и јавав, обично јавав во планина. Немаше ништо, тука се ова што го гледаш беше погон за шиење. Така. Од погон за шиење се пренамени во соби за издавање и во ранч. Во ранч со Со животни. животни, со спасени животни. Од каде ги спасуваш? Па коњите ми се откупени за да не завршат за месо, затоа Добро. што тука близу до нас е планина Герман и веднаш е границата со Србија, обично има таму кланица и ги носат, например, оние што не се јаки, веќе не се окей за работа. Кај мене ќе видите имам конј со пневмонија, имам глувомаче, слепи мачиња, слепо кутре, така да некако почнав така да ги спасувам. Првиот конј што го спаси беше заглавен во река и пријавив во полиција, објавив, конј дојде, човекот сопстеникот рече, аз ќе видам она за месо. Како бе, викам, за месо? Многу убава кобила. И во тоа време имав уште машините ми беа и се заменивме. Ми го остави конјот, му дадов машина за шиење. Конј за машина. Да, и така некако спонтано почна, затоа што јас знаев дека ќе бидам тука. Не можев да се опоравам со ногата минимум 6-7 месеци. Мојот конј веќе беше тука и гледам дека убаво ми делуваше присуството на животните и некако така, од едно, друго, трето и Од каде ги најде сите оние, не знам, ете, петлињата ќе ги споменеме, мачињата, кучињата. Има овде повредено маче кој што седи баш до да. сталката кај што снимаме. Па сега петлето што ни е тука у наша близина, он е со нас цело време затоа што е мини петла и е геројот на најновата книга на ранчот што ни е, што беше промоција. Он ми го даде од Скопје луѓе што сака да се откачат од него затоа што многу пее. Еве, моментот може и да ни свирне некоја песма, да. Не ми смета и он е толку супер со нас и со сите што доаѓаат и е дел од ранчот и е веќе, како што кажав, е дел од книгата за дечиња што ја напишав сега пред 2 месеци ни беше промоцијата и например неговата приказна. Штрковите што ни се тука се спасени, кој од фабрика извлечен, кој е со повредено крило од некој хотел земен. Генерално се август месец, тие што ќе одлетуваат, тие што остануваат што не се доволно јаки или ќе ми пише или споделуваат по социјалните мрежи, или ми ги донасат или јас идам да ги зијам. Интересна е приказната дека во филмот Силијан Штркот, токму главната улога е Штркот. Еден од моите штркови беше, да, еден од штркови во делосцените, а овој едниот сега што е више тука што го храневме е во најновиот филм на Тамара што се уште нема исклучено, ќе излезе ова лето. Имаш и глумци Имам и едно од кучето беше во македонски филм, да. Значи доста познати животни имам овде. Од козите беше во 2 бона спотот за тесната дискотека, беше во Скопје снимано, така да и коза има. Животни за на сцена. Родени за на Они се родени, да. Убавината кај нив, кај животните, сите што ме прашувате, како може да има толкава синергија од сите животни, затоа што збориме за различни видови на животни, не збориме, еве сега, петле, штрк, не знам, кокошка, се заедно еден вид. Туку не, ќе го видите петлето на магарето качено, ќе видите кучињата со мачињата спијат. Баш интересно. Такви некои работи, да. Баш интересно. Марија, твојот ранч служи и за луѓе кои што навистина им е потребна љубов од животни. Доаѓаат дечиња кои што сакаат животни, кои што имаат разни проблеми и каде што со животните наоѓаат најубава синергија. Да.
Мислиш ли дека животните се најдобрите пријатели на дечињата? Мислам дека животните се природни терапевти и тоа е потврдено во сите научни истражувања на светско ниво. Следејќи ги сите во последните 3-4 години што идам на конференции и од 2022 нашиот ранч е прв во државата кој што нуди зелен центар кој што нуди хипотерапија за дечиња и личности со физички предизвици и еквин терапија кој што нуди за лица кои што се соочуваат со анксиозност, депресија. Така. И се покажа многу успешно, за разлика од кај нас и Америка државата ги стимулира ваквите места. И на товарот за плаќање на обичниот граѓанин е нешто смешно. Јас кога волонтирав, кога бев во Америка за да учам, беа некои $20. Тоа е смешно за луѓето. А тука кај нас ние имавме пилот проект, една година бесплатно дававме за да луѓето видат, за да луѓето осетат, затоа што е многу интересно. Ние сме пак, знаеш, сама со табу теми, поготово кога станува збор за ранливи категории на граѓани кај што самите родители имат проблем да си го прифатат и да се соочат затоа што цело време се осудувани. Да. И ова место баш служи за добра синергија на Да, различни... имаме и друг простор, кај што другиот простор го имаме и реквизити, кои што се стимулираат зависност од зависност на дијагнозата ќе кажам дечиња затоа што претежно дечиња ни доаѓаат. Така. Но има подобрување и како тоа на нашиот менталитет кај луѓето дека треба да им посветат внимание на тие дечиња и со природата, не само во канцеларија, не само со логопед или дефектолог, затворени затоа што ги гледаат, они сами си ги гледаат децата како се трансформираат тука, како се сплотуваат со животните, поготово дечињата со аутизм. Така, колку се среќни. Тоа е неописливо. Спомена компарација Америка и Македонија во врска со овие видови на работа, односно со ранч, животни, нивната улога во општеството и како изгледа еден ваков ранч во Америка и како изгледа во Македонија. Да им доловиме на гледачите како еден ранч ваков во Америка изгледа и кој е твоето искуство од... Знаеш како јас кога волонтирав за хипотерапијата во Њујорк, тоа имат они посебни лифтови кај што ги креват децата од количка, ги креват директно на коња да ги ставиш. Значи, имат и оние старомодните како што и ние имаме направена рампа кај што се турка количката за да дојде до левел со коњот за да само се пренесе детето. Тоа е по старомодна варијанта. И се овдека што гледаш, јас имам импровизирано, дури овдека кај што седиме, позади тебе делот на шанкот е за лица со попречност, намерно нема за нозе ставање, за да си дојдат со колички директно да се чувствуваат комфортно. Делот од базенот кај што ми е, има платформа за лица со количка да може да бидат и они дел од забави, затоа што правиме со Европска унија во последните 3 години правевме секој 3 декември за денот за светскиот ден на лица со попречност забави за тие ранливи категории. И мене ми е кеф кој ќе видам дека и со количка инвалидска играат, шизаат и уживаат и они. И тоа е убавината. Сега пак ќе кажам, јас кога го почнав сето ова како хоби, и уште неам помош, не очекував да имам помош од државата, нешто туку сакав да давам со дела работи да видам дека стварно функционира. Тука веќе се надоврза некои амбасади со проекти, почнавме да работиме, Европска унија проекти, и некако тоа мораше да биде одржливо за да се понуди на јавноста и да се пласира како пакет кај што може да биде прифатлив за нив. Сепак Криопаланка не е Скопје и само знаеш дека кај нас со стандардите не може секој да се дозволи да извози тука за да има терапија со децето да му биде на 40 минути на кој да се врати. Да. Сето тоа чини. Сето тоа чини. Така да ние со проекти некако ги направивме тие многу пристапни работи. И има уште, многу има работа што би можело да се направат промени, само што треба буџет и треба некоја добра позадина да стои за да бидеме на она ниво во Америка кај што имам ја видено. Значи во Америка не си one woman show, таму стојат едно 50 луѓе во организација.
Имаш Еве, на тим. пример, да, во Невада, кога волонтирав за Heroes for Veterans во невладината, кај што работат со затвореници, со повратници од војни, за PTSD третмани, поготово со коњите, они имаат огромен тим на луѓе. Марија, какво искуство црпиш од Америка кој што го преточуваш овде во Македонија? Сакам да го црпам и го црпам секогаш само позитивното искуство од Америка. Америка е прекрасна држава за примена на голем број убави искуства, поготово за волонтеризмот. Јас таму имам волонтирано во многу спортски активности и тоа е нешто јас секој пат викам кај нас што фали. Знаеш, интересно е кај нас тука доаѓаат од странство, последната група имавме девојки од Словачка за викенд беа, ги пречекав, сака да чистат штали, да уживаат со животните, јадевме надвор, јававме и си отидоа за Словачки. Тоа е нештото што за наш менталитет и за мајка ми дорси вика како бе овие доаѓаат да ти чистат. Затоа што они искачат од канцеларија. На нив ова им е луксус. Ова им е Они забава. сака да бидат Среќни тука, се. да. Убаво име. Не ги кошта ништо да земат авион, да дојат за 2 сата, ги чекав на аеродром, ги враќам на аеродром, уживаат тука, секој е задоволен. Последните неколку години гледам да посетам што повеќе ранчови во Америка и претежно сум на она western страна, Невада, Аризона. И последното бев во Аризона, во град Оутман, кај што единствен град е што остана со 94 жители и можеби над 1000 магаренца што шетат сами улица. Леле, браво. И тоа е феноменално. Дури американците не знаат. Кај идеш, викам, у Оутман, што има таму? Викам, магариња останати од времето кога биле оние како ги викаат тунели за руда што ваделе и ги користеле за работа. И викам, пошто сега со технологијата, со урбанизацијата тоа нели се завршува и магаренцата се слободни, ама држава да се грижи за нив. Браво. Значи на малите има залепено тука етикета Don't feed me, I'm still baby. и е прекрасен. И викам, гледате која убавина од градче. 94 жители Марија има. Значи буквално на како фамилија. А градот е вака како градче, една уличка и вако се е дрвено, кафе за стана, значи буквално како American Cowboy movie. Но како го имаат направено за туризам, тоа е фантастично. Викам, Браво. ние го имаме Кратово. Ние имаме толку убави места. Зашто Македонија не направи нешто такво? Значи и Кратово е бил град на магариња, на занечи, на нешто такво. Да. Зашто не направиме ние такви некубави работи? Сега друг сум во Македонија, ги снимам овие подкасти, шетаме на секаде, одиме во многу градови, посетуваме различни делови од Македонија, гледам, а претходно, кога живеев 27 години живеев во Македонија, тие места не ме беа посетени. Да. И сега гледам дека имаме прекрасни места кои што може да станат преубава туристичка атракција. Да. Само треба малку повеќе енергија да се стави на тие места, малку повеќе можеби ресурси, малку повеќе И луѓето да си го знаат тоа што го ценат, да го има. да, Значи, кај нас, сега ако отидете у Злетово е познато по грнчари, на нив им е тоа нормално. Ама ти ако донесеш американец, некој да гледа како се прави грне, како се прави глина, нив им е вау. Значи тоа и самите луѓе, јас сум од Гевгелија, би било интересно искуство за моите луѓе од Гевгелија да го видат сето тоа. Да. Затоа што Гевгелија има друг туризам. Да. Така што треба некоја синхронизација на кој што прави, како прави, потоа да се направи разгледница, потоа да се направи нешто. Јас се сложувам со тоа што викаш кога сме тука, еве и јас кога сум била, нели цело време тука и средни факултет, никогаш не сум била, не знам да земам сега да планинарам по места како Шар планина што има лешици такви работи, но кој ти се тргнеш и кој ќе се вратиш и кој ќе ја видиш државата од друг аспект и викаш ова вреди Убаво е. $1,000,000. Да, затоа што одиме во Њу Јорк во некоја си продавничка и таа е најдобрата продавничка поради нешто и сите се сликаат со неа и тоа е интересно, тоа е туристичка атракција, тоа е најсликана, најдобра, најбарана продавница, да речеме. А во Македонија има милион подобри работи од таа една продавничка во Њу Јорк, ама никој не ги знае, ниту слушнал, ниту разбрал. Така што мислам дека со многу повеќе труд и енергија би се подобриле тие работи. Јас кога видов дека доаѓаш во Македонија, многу се израдував од
причина дека мислам дека твојот подкаст почна да зазема замав и да ги освестува македонците овдека, затоа што ми пиша и тебе ти кажав едно 5 луѓе македонци што нема додир со Америка, што те виделе дека доаѓаш. Да. И тоа е убавината што јас мислам дека со вакви некои мали дела, еве, ти со твојот подкаст истражаш Македонија, јас се враќам од Америка и враќам некое друго искуство. Така. Мислам дека само вака можеме да направиме нешто, да не се деси убаво во државата и да речеме да, вреди и да ти е кеф да ти дојдат и странци и наши луѓе да разменат искуство. Драго ми е што соработката и таа убава енергија за која што сакаме да направиме добро и сакаме гласот на македонецот да се слушне и делата наши да се разберат насекаде. Така што моите приказни кои што јас ги раскажувам и од Америка, и од Македонија на македонци кои што биле таму и се вратиле во Македонија, и твојот овде погон што го правиш и цела оваа организација е само мал дел кој што можеме да направиме многу за Македонија. Можеби не се гледа сега, но можеби понатаму некои работи ќе се променат. Да, апсолутно. Мене ми се интересни и смешни сите оние лоши коментари, ќе ги кажам, затоа што ги имало, ќе ги има и тоа никој не може да го забрани на сите оние луѓе кои што сакаат лошо да искоментираат и да кажат нешто кое што нема потреба да биде кажано, кое што не држи вода, но само ќе им кажам дека во ред е, секој има право на свое мислење. И ја мислам ние сите се соочуваме со тебе. Јас кога дојдов тука, знаев дека ќе се соочам со две огромни предизвика. Прво дека сум жена, второ она е американка, знаеш. Кога си во Америка си имигрант, кога си во Македонија ти си американец. Нигде не си ништо. Така си, нигде не си. Да. Но знаев, ама што викаш ти, не се лутев, туку јас си имав визија за јас да сум среќна. А кога си ти среќен, така, ништо не може да те допре. Ни негативен не коментар. Јас знаеш што викам на луѓето. Или некој кој ќе дојде сега по фацата ќе ми видиш. Подемек, па окей, ништо не е посебно, окей, базен, животи. Викам окей, не е ништо посебно, мене ми е посебно. Не мора да ти е посебно. На мене ми е посебно. Јас сакам да пијам кафе тука и петлето да дојде или козата да дојде. Јас знам дека давам во Америка, во Пенсилванија пари за да јавам коњи да јадам сендвич надвор што ќе ми го спакуваат само за тоа што гледаш Pennsylvanian Mountains. Ама пак што викаш ти, тие негативни критики или негативни коментари, јас мислам дека се решаваат само со тоа што јас или тие сме си фокусирани на тоа што ни е таргет за мислата и да, во наредните 5 години се гледа или во наредните 5 месеци, јас само сум многу среќна и благодарна на новите генерации после нас што идат, што се многу похрабри од нас и што си го живеат животот некако нас после 30-та, 35-та и нешто, туку они од старт знаат, од 20 години сакат. Не ќе да учам факултет, сакам да бидам предприемач. Толку, точка, сакам да работам тоа, толку, не ме интересира. Нема тука сега моите знаеш, викаат вака, онака, така да. Не, дефинитивно, кога се среќен исполнет како личност, како човек, нека има секакви коментари, сето тоа значи на еден или на друг начин, но не допира. Да. Така што фала на сите критики позитивни, да, а на лошите некој ме со среќа и на здравје. Баш така. Добро, твоето искуство во Њујорк го носиш овде како предприемач на малку различно ниво, со ранч, со животни, со хранење, спасување на сите тие животни. Дали ја среќна Марија денес овде? Многу. Посреќна си од Њујорк? Многу. Во Њујорк бев среќна и исполнета, да не речам егоистички. Оној дел. За себе. За мојот себе. бизнис, моето. Бизнис, можеш да си дозволиш да си идеш кога сакаш. Ја доаѓав во Македонија секој месец и пол, шетав низ цел свет кај сакам. Оној дел кај што немам кредитни картици дека треба да се секирам дужам на државата, не знам ти што, лоунс и такви работи, туку имаш удобен живот. И тоа е окей, но знаеш како, се фатив еден период која имав многу пласман со облеката надвор од Македонија, затоа што соработувавме со амерички компании. Се фатив дека никогаш не е доста. Кога ќе те стави Америка во оној бумеранг, how much you make money, или колку правиш, се треба ти цифри да кажеш, 7 цифри, не можете да кажеш, знаеш, две или Три. нешто, знаеш, ко
и се фаќаш дека стануваш алчен. А алчноста носи други негативни одлики на карактер на човекот. Никогаш не си задоволен и секој пат сакаш нешто повеќе и се фати во момент кај што не знам, еден период мислам дека не бев ни толку среќна, кој што бев повеќе као сакаш само повеќе да успеваш, затоа што ти носи егото ти се билда. Јас бев во 2014-15 30 under 30 или не знам за македонците во диаспората. Тука ми дава титули, тука си окей, имаш бренд, имаш дуќан во Скопје, шиеш. Ама со животните тотално друга некоја Марија запознат, што викам, вау. Не си знаела дека ја има. Не знаев, дека имам толку емпатија, затоа што Америка те прави да си хардкор ладен човек. Значи, да имаш емоции, ќе си ги потеснеш тие емоциите, затоа што таму life goes on. Сега ти може да си плачеш и да си плачеш дома. Но тука со животните е друго. Тука гледаш живо суштество кај што правиш трансформации. Значи, живо суштество што те чека, што зависи од тебе. Што преку нив јас сознав дека можам да бидам многу поодговорна од само да се грижам за себе си. Така. Тоа претходно во Њујорк, знаеш, не го имав. Јадеш надвор, цело време животот ти е надвор, пошто не готвиш. Се доставно, да, не се переш, пеглаш, даваш таму да те пера. Тука има животни, треба да им сготвиш, треба да им обезбедиш храна, треба да обезбедиш услови. Не е као, окей, скачаш во град и се враќаш кога сакаш, тука викаш не, че треба да се вратам затоа што имам животни, не можам сега ја да се журкам до Сабајле и да не мислиш, знаеш, сосема друго. Ама душевно многу сум исполнета и тоа никој не може да ме свати како можеш Америка, бе Марија, Њујорк да го замениш. Јас секогаш се враќам во Њујорк. Њујорк не ми бега, така. Њујорк е згради. Тука е душата на живи битија кои што те прават една целина. Што ти фали од Њујорк? Што ти фали од Америка? Каде што овде ете? Не можеш да го најдеш. Среќна си, но ми фалат некои луѓе што во Њујорк, за разлика од Македонија, имаш go-getters, имаш луѓе, можеби јас се дружев со такви луѓе. Оној бизнес мајнд. Секој пат зборат за идеи, секој пат зборат за нешто да се прави. Да научиш нешто. Да научиш, имаш многу убави конференции, многу убави настани кај што никој пат не ти е доста ако сакаш да бидеш дел. Да. И достапноста со тие луѓе да бидеш во контакт. Кај нас ми смета тоа што еден месец има толку многу празници некад. И сите се со скарите, евен 1 мај да го земеме или нешто. Такви работи што се е тоа во ред, но многу се во комфортна зона. Америка не си во комфортна зона. Мислам, има и таму луѓе што се комфортна зона, ама се знаеме, нели? Не 80% од Америка се предприемачи, се мали и средни бизнеси. И тука ми фали такво обкружување. И затоа еднаш-два пати годишно идам во Америка затоа што тоа многу ми фали. Такви се видиш со луѓето, да прошеташ, да прошеташ, да направиш нели шопинг и да збориш, затоа што Америка секој пат ќе биде 5 години напред од нас. 5-10, зависи кој дел, кој бизнис, кој сегмент, која област и во што се не. Да. Би се вратила ли да живееш назад во Њујорк после сето ова искуство со Македонија, со Крива Паланка, со ранчот, со животните? Во Њујорк не знам дали ќе бидам среќна, тоа е проблемот. Не знам дали, јас и сега кога идам во Америка, лани останав месец и нешто и бев на камера цело време да ги гледам животните. Се буде во 3 Сабајле, затоа што беше 9 кај нас. Така. Не знам дали ќе бидам искрено среќна. Може ќе ми исполнува дел, пак ќе кажам, тој дел кај што еве шетам и идам на разни евенти, различни од Македонија. Ама дека ќе бидам среќна, не. Среќен ли е сопругот и ти овде заедно? Слушај се, он доаѓа сиде почесто, он не е тука нонстоп. Ја мислам дека он ако го оставиме да биде фармер повеќе од 2 месеци сам, може ќе се предомисли. Замени Њујорк. Да, пошто он е навикнат таму, знаеш, живееме во зграда, си имаш луѓе што ти менуваат сијалица, си имаш се што ти... Така. Целиот систем друго функционира, тука треба сам да направиш.
Он е среќен и го оставам да ужива толку колку што може. Па да не се лажем, он си е пак со амерички стил, значи он се вале кафето, базенот сака да плива, се друго е у втора фаза, прво он да си се среди, а за разлика од мене кој што јас се грижам прво они да бидат средени. Но, ета, наваѓаме некој баланс. Тоа е битно. Да. Да има баланс, љубов, така да си ги најдете кој што му фали, па да си се надополните. Да. Дефинитивно. Марија, има многу наши луѓе кои што секогаш размислуваат дали би се преселиле или би отишле надвор од Македонија. Кој еднаш се преселил, мое мислење, барем од лично искуство тврдам, еднаш си заминал негде да живееш и со едната нога секогаш си некаде онаму. Сега си овде, има луѓе кои што биле, се вратиле, сакаат од странство да си се вратат и да се преселат во Македонија, еве конкретно да речеме Америка. Еве го и Петелот се согласува со тврдењето. Кажи ми твое искуство и твој совет за сите оние кои што сакаат да се одселат надвор од Македонија. Точно така. И за сите оние кои што сакаат да се вратат назад. Јас мислам треба да се проба. Ниедна одлука не е погрешна, може да ви биде само лекција. Пак ќе кажам, ние сме толку убав и питом народ и да си заминете од Македонија, секој пат имате тука нешто што ве врзува, не е без разлика дали нели куќа, имот, фамилија. Секој си има сопствени желби. Јас знам дека конкретно за лицата кои што имаат дечиња со предизвици, надвор од Македонија е многу полесно. Така. Еве сега имаме луѓе што не доаѓаат, не живеат во Македонија, доаѓаат на терапија кај нас и е многу полесно. И тоа е нештото што фали. Многу треба кај нас системот да се смени за да бидат прифатени и тие ранливи категории на граѓани и на родители. За тие што сака да се вратат, а се нели во Америка некаде и се многу почна да се враќаат, тоа ме радува. Да. Тоа успешни луѓе, гледаме, од Да. Канада, Америка, се враќаат тука. Сама знаеш дека после ковид некако светот и луѓето се сменија. И некако луѓето можеби осознаа дека суштината сепак е не да се трчи цело време за нешто повеќе, туку и да се живе. И мислам дека Македонија тоа ни го нуди. Да имаш и живот, квалитетен живот и да имаш и работа, приходи и тоа. Така да пак ќе кажам, секој со сопствените нели желби, но убавината е што треба секој да си проба. Со какви проблеми се соочи кога се враќаше назад во Македонија, кога реши да се селиш овде, при отварање на овој ранч, при целата имплементација на твојата идеја? Тоа ќе ни требаше еден подкаст. Знаеш... Знаеш зашто те прашувам? Затоа што кога се зборува за проблемите, може и ќе се решат. Кога се ќути за нив, никој не знае. Проблемот кој што кажав, луѓе кои ќе видат прво си женско, во машки бизнес, во рурална Македонија. Не збориме, јас одлучив се у Скопје да отворам канцеларија. Решив да бидам во рурална Македонија, каде што ликови како мене и како тебе, што се надвори во урбани градови како Њујорк, не сме во Вајоминг или некаде надвор, мало место, туку во Њујорк, во градови кај што гледаш се, секакви нации и имаш отворен видик и мајндсет, се соочуваш со луѓе што тука што прво треба да им ја придобиеш довербата, ама на потежок начин. Ти треба да се покажеш овдека, ти не можеш да си жена и пак ќе кажам да сите други да ти бидат слуги или нешто. Ти треба да работиш. И јас тоа го знаев од старт, затоа што сакав и ова е мое и знам дека треба да работам. Значи јас косам, собирам сено летен период, имам човек што ми ги чисти шталите, јас сум со него цело време. И тоа мислам дека дава на целина дека да, во почетокот никој не веруваше. Еве јас ќе ти кажам, моите не веруваа дека ќе издржам повеќе од месец време, ќе се откажам. Чога ти ќе се вратиш, Марија? Марија, ти ќе чистиш штали. Ама јас од шрафење ствари до чистење штали, до мозење кози, од YouTube видеа,
научив се што е потребно за да ти си во ваква сега средина, ти можеш да се прилагодиш и на овие луѓе. Само со дела и само со работа и со труд ќе Твој. покажеш. И пак, ние сме луѓе што, како кажа и ти на коментарите, ти можеби добиваш коментари негативни од луѓе што појма нема за животот во Америка, тотално, ама они се најпаметни да ти солат памет што треба. Исто и тука. Исто и тука. Луѓе што никогаш немале куќе надвор спасено. И ти кажат, добро, шо ти се овие, какви сте се овие, не знам ти шо. Ама после кој ќе ја видат целата целина на прекрасни животни што се биле чупави, никакви скубани, еве штрковите со повредени крила, еве Сабајле има спасено месец и по врана беше со повреден колк летна. Браво. Тоа е убавината кој ти ги вратиш назад во природата, кој ти им дадеш втор живот. И така некако сите се соочуваме со предизвици, јас одлучив да не ги гледам негативните ствари, да се фокусирам само на тоа што да знам дека се носам и вредам во ова општество со тоа што знам дека можам да придонесам за подобро Ранковце, за подобра Македонија и тоа ми е сосема доволно. Дали некој ќе прифати или не? Него проблем. Него проблем. Ама знам дека работам многу повеќе од 10 мажи. Тоа ми имат мажи, кажам. Така, Да. што имаш признание од мажите, тоа е веќе некаков медал. Да. Освен тоа што имаш признание од мажите, имаш признание, односно титула жена на годината. Европска жена. Европска жена на годината, да напоменеме, добиена од лани. Европска унија, 2024 добро, пред 2 години. од евроамбасадорот. Да, тоа бев номинирана една од ретките жени тука во државата и беше супер, ми дојдоа тука дипломати за да видат со што работиме, затоа што и ми е кеф. Ете, јас пак ќе кажам, зошто да бидат странците што ќе ги вреднуваат нашите работи? Не е до титулата проблемот, до вредноста е. Дека некој ќе дојде и се фасцинира тоа што Марија крева сено, Марија вози трактор, Марија работи со 54 животни, зашто тоа нашите луѓе да не го вреднуваат. Понекогаш можеби тоа паѓа во сенка, затоа што ние треба да се вреднуваме. Твојот подкаст треба да биде вреднуван од нашата заедница овдека и во Македонија и надвор од Македонија, затоа што си наша, затоа што правиш убави работи. Да, сакам да ги раскажам приказните на нашите луѓе. Истото. Еве јас не ми смета, еве Паланка секоја година дава признание за 8 октомври на луѓе што допринеле до градот. Јас никогаш не сум била номинирана, ги гледам и окей ми е. Ама понекогаш ти викаш, зошто например не си дел од некој. Еве и Ранковце никогаш нема земено соберено толку евроамбасадори и дипломати како што ние собираме на наставника и нас. Ама во рете, окей, пак идеме напред. Се гледа убавината. Да. Марија, толку си голема, толку си едноставна и толку си обична и така своја, а толку имаш направено за себе, за општеството. Се гледало или не се гледало, тоа ќе го одредат одредени луѓе, Да. но битно е што ти знаеш што си направила и твојата душа е мирна. Да. Правиш убави работи за најранливите групи на луѓе. Дечињата ги правиш среќни, насмејани. Последно нешто од тебе е и твојата книга, која што нуди насмевки кај сите дечиња, големи и мали. Зошто напиша книга? Затоа што кај нас доаѓаат и едукативни центри доста, дечиња носат еднодневни посети и на начинот како се обраќам со животните, значи као им зборам, као да се здраво свирка, шо правиш, добар си. Некако се роди книгата затоа што има сугерирано луѓе, зашто напишеш книга? Животните се супер, постираш цело време видеа на Инстаграм, на социјалните мрежи како се дружат заедно. И најинтересно ми беше приказната за магаренцето и за петлето, кои што се цело време заедно. И некако се роди таа желба, јануари почнав да пишувам, мајка ми се смееше, како бе книга, викам, крај на крај, мене ќе ми интересна за гостите дома. Знаеш дека ни е sold out книгата за еден месец. Браво. Имавме промоција во Скопје на 9 мај сега. Веќе сме во преговори со некои од амбасади наши што се надвор од Македонија што не поканија и
веќе и ќе биде во детска представа од септември. Браво. И се надевам и на англиски ќе биде достапно на Амазон, но јас за твоите читатели, за твоите гледачи, за сите поддржувачи сакам да ти подарам да однесеш во Америка и да поделиш Така, македонска детска книга за луѓето кои што го поддржуваат твојот подкаст, затоа што така треба да си даваме поддршка. Така. И се надеваме еве дека ќе стигне и надвор од Македонија со пак поддршка на македонскиот јазик, затоа што уште само на македонски преведена. И дека ќе уживаат луѓето да ја читат вистинската приказна, затоа што се вистински спасени животи, кај што нуди емпатија, искриени формули има за прифаќањето на различностите, не само преку животните, туку на цело она приказна што го зборевме и дечиња има што треба да бидат прифатени, а не се прифатени воопште. Животните и дечињата тука се некаде со енергијата, со љубовта. Да, никогаш не лажат, не се искрени, да. Убави, не знам. Втора книга, можеби? Втора книга, кога веќе е почнато, ајде, нека врти топката. Да, втора книга, да, детска, ама знаеш, еве сега можеби јавно прв пат ќе откриам, еве, затоа што ако откриам јавно прв пат, можеби ќе ја завршам. Имаме една книга што ми е почната пред да дојдам, пред короната, за нас, за луѓе како мене и како тебе што се отидени во Америка. И таа уште не ми е завршена, ми фалат уште некои 3-4 чаптери. И таа ми е сега на таргет листа, викам морам таа да си ја завршам, книга што ми лежи онака од животот во Америка кој што ми е бил до сега. Ама некако пошто ми се смени животот тотално различен и имам заглавено во некој чаптер. Сегмент има, ти фали нешто. Таа ми е наредна, ама мислам дека до крај на годината тоа ми е таргет за таа да биде објавена. Рече дека си вегетаријанец? Да. Не јадеш, тоа значи дека не јадеш месо, значи си риба. Баш вегетаријанец, затоа што тие што јадат риба се пескатеријан, како па не знам како се кажа. Да, окей, да, не ја не окривам никој, само јас одлучив и тоа со години не јадам месо. Последните 8 години без риба. Мисля дека нема да издржам без риба затоа што јас трчав маратон, трчав по 60 км, 40 км на трки. Ама сватив дека и последните 6-7 години толку имам енергија што имам сега повеќе енергија на 41 година колку што имав на 30 години. Пак ќе кажам, и е со исхраната и со смирениот лајфстайл. Да. Овој мир не се купува со пари, да се разбереме, ова се негува и кога имаш душевен мир имаш се. Да. Што јадеш? За сите оние кои што ете. Сакаат да знаат твојот начин мене омилено нешто, избегавам толку сега да јадам, е паста. Многу сакам паста. Кој не? Кажи кој не. Кој не. Сирење сакам многу. Гледам да јадам чисти оброци, значи ако и помали порци, тоа е нештото и да не јадам после 7:30 навечер. А донесе некаков вкус од Америка, некаква си кујна што таму ти беше омилена и сакаше да готвиш јадење? Па, не да ти кажам, еве, не знам, сега добро е Скопје крај нас тука што имаш и избор да купиш некои вегански, вегетаријански производи. Тие бургерчињата се многу интересни, така да тука тоа нешто правиме и за гости кои ќе ни дојдат. Така. И последното сега имавме една забава пред недела време. Правевме веган хот догс за сите посетители. Не ми фали ништо од Америка. И во Америка генерално не ми се допаѓаше многу храната америчка. Јас повеќе јадев азиска, тај фуд ми е мене омилена и индиска. И кога идам надвор од Македонија, прво нешто што идам, например, кога идам кај брат ми у Германија, ако седам 3 дена, ја 3 дена јадам до само 2 ресторани. Тие храни толку. Зашто овде ги нема, така во Македонија? Да, индиска нема. Нема индиска баш. На Китај нема, ама не, тие некои работи со тофу, јас тофу јадам, ги правам. Не ми е проблем. Ништо страшно, значи? Ништо страшно, не. Што е следно на поле кариера и овој ранч? Каде мислиш да тераш? Каде се гледаш себе си за во иднина? Каде се гледам? Па, не знам, знаеш, овдека во Македонија или воопште јас не ќе да планирам каде се гледам до 5-6 години. Имам некои планови, нешто што сакам долгорочно да биде сплотено и со животните, и со
со животот во Македонија, се гледам тука. Не, значи не одиш назад Америка. се гледам тука. Може би само ќе измениме и ќе прошириме некои други плюс работи. Ама тоа останува за нареден пат кој ќе дојдеш, ќе кажам. Дефинитивно остануваш Македонија. Остануваш да шириш убава енергија овде, да шириш љубов со децата и животните, искуството добиено од Америка. Колку години беше во Америка? Па, бев колку, едно 3-14 години. Значи, Но секоја година си го славиме 4th of July, тоа да не заборавиме. И сега Така. пак, еве и ти имаш покана Фала. да дојдеш. 4th of July со фамилии кои што се американци, кои што се тука, на базенот имаме обично жива музика, знамиња, country music, така да јас пак ќе кажам Америка е можеби не ни е прва мајка, но ни е мајка што држава што не има, јас ти зборам за мене што ми има научено толку многу убави работи што сакаш тука да ти останат, сакаш тука да ги префрлиш и да бидат и стварно убави вредности за нашите луѓе и нација тука. И 4 јули си го празнуваме, беше 4-та година ќе биде ова со фамилија. Значи 14 години во Америка и не се така малку. Да. Не се ни многу во споредба со некој кој што живеел 30-40 години, но сепак се нешто кое што ти остава белек, по кој што ќе ја паметиш Америка и се враќаш еднаш до два пати годишно. Да посетиш најблиски. Знаеш, најинтересното што беше, пошто не бев отиде на ковидот кој фати од 2020-2022, и викам ја идам во Америка, сите зошто? Викам за да знаат у банка дека не сум умрена, човече, да имам сметка уште. Дека сум тука, жива и здрава. Дека сум тука, викам може државата да ми повлече парите, ќе рече тоа ја нема никакви активности на картички. И така, тоа се зезам нонстоп, но ми е потребна Америка, ми е потребна, гледам да отидам кога има убави семинари, кога има убави настани. Последното бе во Лас Вегас кога беше World Rodeo Show, убави искуства да споделиме, да во последните 2-3 години идам генерално по ранчови и по тие места, Монтана, Аризона, Невада ми се таргет. И да донесеш нешто тука, од таму, искуство, знаење, алатка, можеби некоја... Да, јас имав во соработка, сакав да донесам некои ранчери тука, за да направиме убава некоја едукација, но за жал америчка амбасада сега се со скратен буџет. Имаше една програма кај што можеше да донесеш експертиз од Америка за Exchanging Culture проект. И тоа ми беше баш онака да донесеш некој за родео, за такви некои амерички убави, традиционални ствари што, нели? Токму така. Верувам дека и нашата јавност ќе сака да биде дел. Дефинитивно. Невидени, интересни, необични, секој би сакал да проба. Да. Ете, можеби во некоја следна прилика тоа ќе се оствари. Марија, сакам да ти се заблагодарам за твоето гостување во подкастот Марија во Америка. Марија е во Македонија и ја снимаше Марија овде во The Countryside, во близина на Крива Паланка. Би беше навистина убаво и пријатно и времева ми летна. Моабет има многу, разговори и теми многу. Те чекам назад во Чикаго кога ќе дојдеш Америка. Да, затоа што не си била. Не сум била, да. Па да го видиш малку така од поразлична страна. И сакам за крај еден твој совет. Што сакаш да им кажеш на сите гледачи кои што те гледаат, те слушаат и доаѓаат овде кај тебе? Совет. Не сум по советите нешто да. Нема совет. Нема совет, туку само ќе кажам дека убаво е кога се споделуваме искуства, без разлика какви убави сме, кога не се осудуваме и да правиме грешки. Е окей, и дека треба да се поддржуваме во нештата, за да ако сакаме да направиме промени. Така е убаво. И пак ќе кажам, поготово за жените, треба жените повеќе да се поддржуваат меѓу себе. И мислам дека ќе се сложиш со тоа. Дефинитивно, 100%. Јас тука имам многу поголема поддршка од мажи, што пак ќе кажам, гледа дека се трудиш и идеш напред, отколку со жени кои што секој пат ќе бидат нели критични. Но тоа е нештото што пак ќе кажам, новите генерации се менуваат, многу се похрабри од нас. Гледајте подкаст Марија во Америка, дајте поддршка и да ни дојдете, ако сте од Америка, да ни дојдете на гости на Countryside, за да ја видите оваа убавина. Многу животни, многу љубов, многу симбиоза,
помеѓу животните и луѓето, навистина е пријатно, имате секако вид на животни, така што повелете. Марија, треба ли некој екстра одјава да се даде на ова? Не. Се ви кажа мојот пријател од позади, Петелот, има име? Свирко. Свирко се одјави од Марија во Америка. Марија беше денес во Крива Паланка, облизана на Крива Паланка, во Countryside, ранчот на Марија. Љубаво си поминавме, навистина необично искуство, необичен простор за снимање. Беше навистина забавно. Ова е Марија во Америка, ги знаете сите платформи, Instagram, Facebook, like, subscribe, share. Знаете што треба да направите. Се гледаме следната среда со следниот гостин. Чао!